станав и го сушта. Со токмак. Алфа влезе во женското оделение на Идризова. Осуденичките се растрча и пикнаа по собите крејки се од камерата. А најхрабрата од нив се осмели да зборува. Ја начекавме откако веќе си го имаше сварено попладневното кафе. После 12 години боксови, тупаници, секојдневно физичко и психичко тортурирање, последниве 3 години се чувствува безбедно. Има кој да ја сослуша, а и никој не ја тепа ниту малтретира. 42 годишната Анита Стојова од Тетова е осудена на 8 години затвор и лежи во Идризова зашто на спиење губила сопругот, кој повеќе од една деценија се изживувал врз неа. Пријавувала, но залудно. Ниту една институција навреме не презела ништо. 12 години трпев семено насилство, пријавувано и во полиција и во социјално грижи. Ми велија во полиција бескривично да го гонам, не можат ништо да направат. А мене ми беше страв прво за фамилија, па после гледав за мене. Дојде и пијан и дрогиран, беше со свите пороци, што би рекла јас. Цела ноќ до 4 сабајле ме тепаше. И сабајлето од страв, кој ќе стане, што ќе продолжи, како ќе продолжи, што ќе биде. Условите во Идризова не се сјајни, но персоналот со неа е грижлив, раскажува Стојова. Освен затворскиот персонал, Стојова добива искра топлина и од затворските миленици, кучињата и мачките што се вртат околу женското оделение. Од персоналот рака на срце ставам ферски и да ве сослушат, и да ве разберат, и не ве вреđа. 42 годишната тетовчанка првостепено била осудена на 5 години, но откако обвинителството се пожалило за казната и тврди дека таа сумисло губила сопругот, апелација ја досудува на 8 години затвор. Анита Стојова не е единствената жртва на семено насилство на која и пукнал филмот и губила сопругот што ја тепал, барем по незините тврдења. Судот ја ослободи од обвинение велешанката Павлина Иловска, која со нож го усмрти својот населен партнер, полицаец од Велес. Таа одговараше за кривично дело убиство во миг. Според статистиката на МВР, во последните 40 години над 90% од насилниците се мажи, а жртвите најчесто се жени, поточно сопруги или мајки. Во овој период се убиени 22 лица во случаи на семено насилство. Од 2020 наваму секоја година расте бројката на кривични пријави за семено насилство. Само во 2023 имало 1082 пријави, но бројките се далеко од реалните. Оти според невладините, само 2% од жртвите се охрабруваат да пријават во полиција. Друг проблем е што 80% од оние кои пријавуваат, потоа се повлекуваат од кривично гонење. Жртвите прозборуваат само кога последиците од кјотекот ќе станат видливи.